Тука држам едно признание, прво место во млади кадети од Пинг-понгарската федерација на Македонија, а тоа е само една од многуте награди и признанија на нашиот денешен соговорник Мартин Ристевски, кој заслужено и многу оправдано е дел од нашата листа на 13 величествени, односно во делот на 5 млади луѓе кои го заслужуваат медиумското внимание и кои дале придонес во она што го работат. Станува збор за Мартин Ристевски, како што рековме, ученик во 8 деление во основното училиште Кочо Рацин во Прилеп. Добре ни дојде, Мартин. Добре го најдов. Како почна приказната со пинг-понгот? Па, татко ми играше пинг-понг и тој ме мотивира, тој ми рече дали сакам да пробам пинг-понг и сака да пробам пинг-понг, па почна да играм пинг-понг 2022 година. Значи ти за многу кратко време постигна многу резултати. Така да. А дали имаше интерес за некој друг спорт предходно можеби? Имав интерес за фудбал. Така. Ама И што беше пресудно да одлучиш да биде пинг-понгот оној што ќе биде поважен? Мислам дека успехот на татко ми. Така. И за само 2 години ти минатата година ни стана првак. Раскажи ни во која категорија, каде и така натаму. Станав првак во категорија до 13 години, кадети, млади Така. кадети, Тоа е на ниво на државата. на ниво на државата, да. Така. Инаку си дел и од Пинг-понгарската федерација. Да, репрезентативец сум на Македонија до категорија до 13 и до 15. Така, колку е потребно време да се подготвиш за надпреварите, колку треба секојдневно да се вежба за да се постигнуваат овие успеси? Па, секој ден по 2 сати отприлика, по 2 часа, да се тренира напорно и да не има зафркавање, треба да биде се озбилно. Така. Имаш тренер, така? Имам тренер, да, Зоран Ивановски. Еве го поздравуваме тренерот, со кој сигурно има голем придонес во твоите успеси. Тренираш дома или одиш некаде во сала, се надпреваруваш како? Одам во сала, тренирам, имаме сала. Така. Колку пинг-понгари млади како тебе имаме во нашиот град? 10 отприлика. Но ти не си единствен кој е дел од репрезентацијата во твојата категорија, Да. така? Рече дека 2 часа вежбаш дневно дали на пример кога имаш надпревар мора тие часови да се зголемат да биде уште поактивно вежбањето или во континуитет само по 2 часа? Па, зависи, понекогаш и повеќе, некогаш помалку, никогаш се случило, секогаш и повеќе. И пред надпревар, да. Кој е рецептот да се биде добар пинг-понгар? Што тебе те одвојува од другите за да постигнеш толку успеси? Го играм пинг-понгот со љубов и сум многу посериозен на тренинзи, да речеме. Сега ние пред ти да ни дојдеш во студио разговаравме од каде потекнува пинг-понгот. Еве ние не знаевме, ајде на нашите гледачи да им откриеме нешто повеќе за овој спорт. Пинг-понгот потекнува од Англија, Така? но најдобри се кинезите. Така. А македонциве кај сме ние во пинг-понгот? Добри сме? Добри сме на балканско ниво. Така. Има некој на Балканот сме најдобри или? Не сме најдобри, ама сме меѓу подобрите. Така, и да се надеваме дека ќе бидеме уште подобри. Така. А во училиште како твоите другари, како твоите наставници реагира на твоите успеси? Дали имаш поддршка? Имам поддршка од сите наставниците, другари. Меѓутоа се е нормално. Така. Освен пинг-понгот, предпоставувам дека часовите по спорт ти се омилени, но што друго те привлекува? Па, можам да речем физиката и математиката. Интересно. И дали размислуваш во кој правец натаму ќе се надополнува твоето образование, дали во областа на спортот можеби или ќе тргнеш кон науката? Мислам дека науката. Така. Зошто? Бидејќи мислам дека во Македонија со спортот не може многу да се успее и затоа да. Така. Ние да се надеваме дека можеби додека да завршиш 9-то, пак ќе се сменат некои работи на подобро. Ќе се трудам за двете јас. Така, така.
Одличен ученик си? Да, Со сите петки? не баш. По шо имаш четворка? Или тројка, или И двојка? тројка и четврка е по доволно предмети. Заради отсуство имав и дека имав отсуство не учев многу, ми намали од се. Еве, ние ги замолуваме наставниците во Кочорацин да имаат разбирање за талентите, затоа што еден професор кој се занимава со талентирани деца вели дека на пливач, на еден добар пливач му треба математика само колку да знае за колку секунди ќе помине од едната до другата страна на базенот. Така да, за добар физичар и математичар, а и за добар, односно одличен пинг-понгар со толку успеси, драги наставници, ве молиме, имате време до крајот на учебнава година да си ги поправите оцените. А Мартин, кажи ни колку згоди и незгоди се случуваат на тие надпревари. Ова не е групен спорт, овде е индивидуален, но сигурно се дружите, разменувате искуства со твоите другари. Па да, задруживаме многу често, имаме и кампови во репрезентација, каде што таму сме 6 дена заедно, сите репрезентативци. Така? Таму многу се дружиме и тоа е најубаво, тоа е најубаво од пинг-понгот. А да ни кажеш дали постои некој пинг-понгар кој е твој пример, да речеме, кон кого се стремиш да постигнеш такви резултати? Идол мене во пинг-понгот ми е Малонг од Кина, Така? исто така и Тимо Бол од Европа, од Германија. А зошто баш тие? Што нив ги разликува од другите пинг-понгари? Па имам многу напаѓачки стил на игра, Така? а таков има Малонг. И тоа тебе ти се допаѓа и се трудиш така да. Многу ми допаѓа, а Тимо Бол бидејќи многу паметно игра, многу размислува. Што би им препорачал на твоите другари кои ете можеби имаат желба да спортуваат нешто, дали да го изберат пинг-понгот и зошто? Нека одберат било кој спорт, Така? бидејќи спортот е здравје. Така? Доколку бират пинг-понг, ако бират пинг-понг, нека бидат малце поозбилни на почетокот, ако не се озбилни на почетокот и понатаму нема да биде озбилни. И пинг-понгот е многу тежок спорт. Ама се што е со љубов е лесно. А дали сега покрај сите тие надпревари во пинг-понгот имаш време да спортуваш можеби некој друг спорт, нешто друго што те интересира, можеби не за медал, но така рекреативно? Играм, не спортувам, туку спортувам, да, ама не тренирам. Играм многу фудбал, кошарка, играм ракомет, сите спортови ги сакам. Значи, права добра комбинација меѓу науката и спортот. Јас ти посакувам многу успеси. Кажи ни дали нешто во оваа година сега ново те чека, некој нов надпревар? Да, сега има отприлика, мислам дека на 20 февруари има надпревар во Прилеп. Така. Илија Карески ми ги народен тој. Така. И потоа ми почнуваат турнирите на 4 март и на 6 април. Така. Ние прво на меѓународниот турнир Илија Карески ти посакуваме многу успех, потоа на турнирите што следат. И се надевам дека пак ќе разговараме за твоите нови успеси, а на 12 февруари те чекаме во Центарот за култура, каде што ќе бидат доделени наградите за 13-те величествени и за вас 5-те млади кои навистина сте постигнале големи успеси. Почитувани гледачи и слушатели, разговаравме со Мартин Ристевски, нашиот прилепчанец, пинг-понгар, кој минатата година беше првак, а продолжува со успесите и во оваа година и ние веруваме дека уште многу пати ќе разговараме со него, ќе пишуваме за него, а негово е само да напредува во пинг-понгот и да биде добар пример за сите млади.